Економија, политика, земјоделие, култура. И во овој дневник во целост ви ги пренесуваме најновите случувања и настани од вардарскот и квешкиот регион Македонија, светот и спортот. Што се е актуелно денеска и што ќе погледнете, останете со нас. Почнуваме веднаш по најавите. Со автомобили и земјоделска механизација жителите од населбата Оризари го блокираа регионалниот пат Велес-Чашка. Во Кавадарци се одржа акција за мерење шеќер во крв и едукативни совети како да се поминат летните денови и што да се конзумира. Праските проблем за производителите, ами и за Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Сојузот на синдикати на Македонија денеска преку соопштение побара превземање мерки за заштита на работниците кои работат на високи температури и доследна примена на препораките од владата за заштита од топлото време. Работодавачот не може да влие на надворешните фактори, како што се соларното зрачење, температурата и влажноста на воздухот, но со соодветна примена на правилата за заштита на работа во голема мера може да придонесе за да се избегне или намали ризикот од топлински стрес. Ова е дел од соопштението со кое денеска Сојузот на синдикати на Македонија апелира за заштита на работниците кои работат на отворено. Од ССМ бараат работодавачите да ги почитуваат владините мерки за заштита од топло време, а владата пак со препорака бремените жени и хронично болните на возраст над 60 години да бидат ослободени од работа, градежните работници да не работат на отворено од 11 до 17 часот. Во овој временски период да не се изнесуваат надвор и децата згрижени во детската градинка, без потреба да не се престојува на отворено. Според синоптичарите, намалување на температурите се очекува за од недела, кога во одделни делови од државата метеоролозите предвидуваат поројни дождови и температури околу 35 степен. Изминатите 2 дена во Кавадарци беше организирана акција за мерење на шеќер во крвта и крвен притисок. При тоа беа доделени совети како да се поминат летните денови и што треба да се консумира. Акцијата предизвика голем интерес, особено кај повозрасната популација. Граѓаните беа едуцирани и советувани како полесно да ги поминат жешките денови. Мартина Митков. Мерење на шеќер во крвта и крвен притисок, како и совети и што е она што треба да се консумира во овие летни денови. Изминатите 2 дена на градскиот плоштад во Кавадарци група волонтери организира акција. Кавадарчани беа едуцирани со корисни совети околу тоа како полесно да се поминат летните горештини. Акцијата беше во рамки на проектот Подај рака. Овој проект има за цел да им помогне на луѓето да подигне свеста нивна за здравата храна. Исто така имаме повеќе дејности кои што се штанд со книги, кај што може да се купат разна литература. После тоа може да ги посетат семејствата кои што се загрозени во Кавадарци, во Неготин и во Криволак. Имаме посебна група која што одат по тие сиромашни семејства, им носат храна и облека со цел да им помогнат на луѓето што се на маргините на самото општество. Повеќе активности, семинари за самите млади и всушност проектот Подај рака е организиран од страна на Христијанско-адвентистичката црква во Кавадарци со цел да им покажеме дека сме ние луѓе на кавадарчани, дека ние ги сакаме да им помогнеме на секој начин. Меѓу другото и со самата здравствена нега, односно помошта на луѓето во овие големи температури. Акцијата предизвика голем интерес кај кавадарчани, особено кај повозрасната генерација. Тие имаа многу прашања, покрај одговорите добија здравствена литература и пропаганден материјал, а имаа можност да подигнат и тестови со цел самоиницијативно да си утврдат докаде е нивниот здрав начин на исхрана. Да немаше ефект, немаше по пети пат да се организира тука во Кавадарци. Има разни профили на луѓе, пред се тоа се млади волонтери, и они кои што работат, студенти, они што работат, кои што одвојуваат чак од својот одмор со цел да присуствуваат на овој настан. Имаме лекари, нутриционисти, менаџери, луѓе од разен профил кои што имаат една цел да им помогнат на луѓето во потреба. Истовремено оваа акција беше со цел да се информира населението за сите пороци кои се штетни по здравието на луѓето. Посетителите можеа бесплатно да земат овошје, а доколку сакаа можеа и да уништат кутија цигари како знак на нивно откажување. Со автомобили и земјоделска механизација, жителите од населбата Оризари го блокираа регионалниот пат Велес-Чашка.
Жителите велат дека се одлучиле да протестираат бидејќи проблемот со недостиг на вода веќе е неподнослив. Надлежните запознаети со проблемот велат дека вина има и кај населението. Дијана Иванова има повеќе за ова. Регионалниот патен правец Велес Чашка изутринава неколку часа беше блокиран. Блокадата ја направија жителите од населеното место Оризари. Велат се одлучиле на ваков радикален начин да протестираат бидејќи проблемот со недостиг на вода веќе бил неподнослив. Па немаме вода за пиење. Немаме и тоа што има некој пречепушва матла е као ништо да не. Немаме вода, некој си вади ниви, бавчи, кај нас нема вода, ништо. Нема еве 15 дена вода немаме. Значи парадокси од 21 век да се протестира за вода, мада право на протест е нормална работа. И поголем парадокс е што сите надлежни градот кажуваат дека вода се има на претек, а ние немаме вода. Да прашаме што е тогаш проблем? Ако вода има, ние ја немаме. Надлежните го знаат проблемот на Оризарци. Велат дека и самото население сноси вина. Во писмената реакција на јавното комунално претпријатие Дервен стои: причината што во ова населено место се јавува недостиг од вода во домаќинствата секоја година во текот на летниот период е што водата која треба да се користи за домаќинствата ненаменски во енормни количини се троши за наводнување на земјоделски површини, при што се јавува недостиг од вода, особено за жителите од повисокиот дел од селото. Проблемот со водоснабдувањето во населбата, која е најбрзо растечка по бројот на новоизградени куќи во Велес, ќе се реши со изградбата на новиот цевковод, велат од локалната самоуправа. Ние имаме проект кој што ќе ставиме нова водоводна линија, се наоѓа во Министерството за транспорт и врски, чекаме, таму нешто е запран, не знаеме зошто е запран, меѓутоа ние ќе повикаме министерот да каже што е работата, значи чекаме да се одобри тој проект преку ЕИП и да го завршиме и тој проблем. Значи голем проект е, до 14 милиона денари кошта. Додека траеја протестите, се препуштаа само автомобили, во кои се превезуваа лица на кои што им беше потребна лекарска помош. Жителите од населбата Оризари најавија радикализирање на протестите, доколку проблемот со водоснабдување за брзо време не се реши. Денес е последниот ден кога според одлуката на владата на земјоделците за килограм за предадени праски кај домашни откопувачи ќе им се исплаќа по 6 денари субвенции. Производителите бараат оваа мерка да продолжи и понатаму. Производителите на праски и понатаму макамачат со продажбата на годинешниот род. Откупот во домашните откупни центри, како што велат земјоделците, оди бавно. Мерката на владата за дополнителни 6 денари субвенции за предаден килограм важи уште денеска. Земјоделците немаат информација дали е можно нејзино продолжување. Расположено за разговор пред камера нема. Велат на средбата со министерот Николовски укажале на потребата периодот за субвенционирање на продадениот рок да важи до откупот на последниот килограм праска. Барањето дадеме, значи ние имаме и други барања, значи не е само овие 6 денара, овие 6 денара можеби моментално само ќе го решат некој си проблем, и таа ние имаме и други барања. Очекуваме. Ако рокот не го продолжат, ние ќе продолжиме со штрајковите. А тоа не е главно нас барање, кажа, тоа е нашата цел. Значи главното барање за нас е 6 денара да остане во откуп на индустријска праска до крај на берба индустријска праска. Се мисли сорта Глокевен, Крецкевен, Редхевен и така натки. Сите сорти. И 5 денара да не се откупува таму. Значи ние да добиеме 10-11 денара. Сега перекирам 10-11 денара. Само така може да се спасиме. Вчера производителите на праски ги посети директорот на Државниот инспекторат за земјоделие Цветан Трипунов. Ставот на производителите дека скоро и да нема откуп на праски го дели и тој. Вели дека ресорното министерство треба да донесе нов сет на мерки кои ќе имаат поголем ефект од претходната за субвенции на килограм предадена праска. Мислам дека има преголема сериозност и загриженост кај земјоделците во овој период, бидејќи практично не можат да ги креираат своите семени активности за наредниот период, бидејќи едноставно се оставени на милост и немилост и не можат да остварат некој приход. Тука се со денови, некои од тракторите си од вчерашниот ден, меѓутоа и сами кажуваат дека на вакви услови со големи температури, праската повеќе од неколку часа ако стои на сонце, таа практично веќе не е потреблива и дури не може додени за преработка. Во рамките на мојата институција, јас како директор и инспекторите се постојано на терен, се со цел да увидат дали доследно се спроведува законската регулатива Република Македонија.
Дали ќе понуди нови мерки ресорниот министер за решавање на проблемот на производителите на праскиот и квешкиот регион, засега не знаеме. Обидите да стапиме во контакт со министерот за земјоделство останаа безуспешни. Заврши првиот уписан рок за основците во средно образование. На огласните табли во средните училишта денеска беа истакнати списоците со примените ученици. Според резултатите, најголем интерес има за медицинските струки. Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок ќе биде на 24 август, а резултатите од запишувањето на учениците и слободните места ќе бидат објавени на 25 август. На огласните табли во средните училишта во Велес точно напладне беа истакнати списоците со примени ученици. Идните средношколци возбудено го бараа своето име. Некои задоволни, но имаше и такви кои се разочараа, бидејќи своето име не го пронајдоа на списокот. Инаку во гимназијата Кочо Рацин во овој уписен рок пријави поднесоа 131 ученик за во паралелките со македонски јазик и 11 ученици за во паралелката со албански јазик. Димитрија Чубовски има 155 пријави, но во училиште повеќе од половината се пријави поднесени за во двете медицински паралелки. Во средното Колене Делковски 214 ученици планираат да го продолжат своето образование, додека во економското Јовче Тесличков по првиот уписен рок бројот на поднесени пријави 85. Оние ученици кои не успеја во овој уписен рок да се запишат, имаат втора можност, и тоа во второто пријавување на јунскиот уписен рок и запишување на учениците. Ке се врши на 5 јули. Резултатите од запишувањето и објавата на слободните места ке бидат на 6 јули. Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок ке биде на 24 август. Резултатите еден ден потоа. Во Кавадаричкиот дом на култура Иван Мазов Климе беше отворена изложба на фотографии на Љупчо Илиевски. Фотографирани се во Преспа и Преспанскиот дел, за чии убавини, како што и тој самиот вели, малкумина знаат, а може да се говори многу. Изложба на фотографии од авторот Љупчо Илиевски беше отворена во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Фотографиите се дел од проектот реализиран благодарение на UNDP, во рамки на кои се објавени и во National Geographic, а беа дел и од годишниот календар присутен во 162 држави. Фотографирани се во Преспа и Преспанскиот дел, за чии убавини, како што рече самиот автор, малкумина знаат, а може да се говори многу. Преспа мене ми дојде како милемна рана, затоа што диаметрално е спротивно од Кокино. Кокино е карпест предел, ридест, висок 1050 метри и сите тие нешта, а овдека е сосема нешто друго. Кокино е мистично и таинствено, а ова е тивко, спокојно и еден мир дава. Со Преспа се дружев скоро 3 години, ја работев. Прво истражував што се не смеам да пропуштам, а да не фотографирам. И верувајте, прво што реков е, кога тишината сака да оди да се одмори, сигурно оди во Преспа да се одмори. Илиевски подсети дека Преспа е сместена меѓу два национални парка, Галичица и Пилистер. Го спомена и ангелот од Курбиново, предвесник на романтизмот, кое е дело прогласено меѓу трите најубави фрески во светот. Се осврна и на единствениот остров во државата. Там во Преспанскиот дел го имаме единствениот остров ние во државата, каде што е докажано дека војниците на Самуил одмарале после војните, каде што има значителен број на змии, особено водени и по некој поскок. Има дрво наречено фојга, кое е единствено и многу раритетно дрво. И го делиме со уште две држави, тоа е Грција и Албанија. Авторот Љупчо Илиевски е роден 1955 година во Прилеп. Од 1984 година хонорарно е вработен во Танјунг, а од 87 до 93 во македонската радиотелевизија како фоторепортер и до денес работи како камерман снимател.
Земјотрес со магнитуда од 2,6 степени според Рихтеровата скала е регистриран попладнево во 13:33 часот во Охридското епицентрално подрачје. Земјотресот е почувствуван во Охрид и околината со интензитет од 3 до 4 степени според Европската макросеизмичка скала, соопшти Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Од 18 јуни до денеска во Охридското епицентрално подрачје се регистрирани над 800 земјотреси. Повеќето биле слаби со Рихтерова магнитуда од 1 и 2 степени. Најсилниот се случи на 20 јуни во 15:10 часот и беше со магнитуда од 3,6 степени според Рихтер. Продолжуваме со вести од Македонија. Протестите на група граѓани од предосновниот суд Скопје 1, кои започнаа вчера вечер, продолжија и денеска. Улицата пред судот е блокирана со возила на граѓани кои им даваат поддршка на обвинетите во случаите за кои вчера специјалното јавно обвинителство поднесе обвиненија. Судиите од кривичните совети од основниот суд Скопје 1 треба да одлучуваат по обвиненијата и барањата за определување на мерка предпазливост и мерка притвор за случаевите на специјалното јавно обвинителство, што вчера беа примени во судот. Судиите од кривичниот совет од основниот суд Скопје 1 синоќ и денеска одлучуваат по обвиненијата и барањата за определување на мерки за предпазливост и мерки притвор за случаите на специјалното јавно обвинителство, што вчера беа примени во судот. Кривичниот суд информира дека кај судиката Моника Бахчованска преку автоматска распределба доделени се во работа за оценка на обвинителен акт предметите под називите Тотал, Тревник, Титаник и Тортура. Предметите што се во надлежност на Оделението за организиран криминал, исто така преку автоматска распределба, се доделени кај неколку судии. И тоа судијата Лидија Петровска го има предметот Тарифа, судијата Горан Бошевски предметот Резор и Тенк, кај судијата Верка Петковска предметот Титаник 2, кај судијата Ленка Давидковска предметот Топлик, кај судијата Ивица Стефановски предметот Тендери и кај судијата Татјана Михајлова предметите ТНТ и Траекторија. Специјалното јавно обвинителство вчера поднесе 17 обвиненија за 18 предмети против вкупно 94 физички и 7 правни лица. Се бара мерка притвор за 18 лица и мерка предпазливост за 47 лица. Преку соопштение ВМРО ДПМН денеска истакнува дека специјалното јавно обвинителство води процес чија цел е политичка неправна и при тоа без да има какви било докази, се води хајка против цела една партија. Стотина лица од клучните тела на ВМРО ДПМН се политички обвинети без постоење на докази. Ова е дел од соопштението на партијата. СЈО е алатка за присила врз ВМРО ДПМН, затоа што цели 11 години ВМРО ДПМН беше на браникот на одбраната на државните и националните интереси на Македонија. Одолеа многу притисоци и закани. Во наредниот период, секогаш кога ќе се појават теми за решавање на проблемот со името и договор со Грција, штетниот договор со Бугарија, редефинирање на државата, продажба на елем, штетни криминални договори, законот за јазици ќе стане тема и ќе се активира СЈО. Во соопштението испратено до медиумите ВМРО ДПМН потенцира дека многу брзо ќе дојде време кога сите кои што ги повредиле процедурите, законите и нанале зло ќе одговараат за своето однесување. Американскиот претседател Доналд Трамп за прв пат се сретна со новиот јужнокорејски претседател Мун Џаин, јавува Јонхап се извинува. Двајцата разговарале синоќа во Белата куќа, но официјалниот дел од средбата се очекува да биде денеска. Трамп и Мун синоќа разговарале за проблемот со Северна Кореја со посебен акцент на зацврстувањето на војниот сојуз помеѓу Вашингтон и Сеул, како и економски прашања. Прес-секретарот на јужнокорејскиот претседател го оквалификува вчерашниот разговор како отворен и сериозен. Продолжуваме со вести од светот. Новата српска влада на премиерката Ана Брнабик синоќа положи свечена заклетва на церемонија на која присуствува претседателот на Србија Александар Вучик и повеќе странски представници и дипломати. На церемонијата не присуствуваа поглаварот на Српската православна црква патријархот Иринеј, ниту пак други верски великодостојници, што се оценува како нивни бојкот на новата премиерка поради незината нетрадиционална сексуална ориентација.
Церемонијата следеше откако претходно во собранието на Србија со 157 гласови за и 55 против е избрана Брнабик за нов српски премиер. На гласањето немаше воздржани, а 38 пратеници не присуствуваа на седницата. Кабинетот на Брнабик има 21 министер, односно 2 ресора повеќе од досегашната влада, и тоа за животна средина и за иновации. Брнабик во својство на мандатар завчера го изложи експозето пред пратениците, при што порача дека економскиот развој, дигитализацијата и образованието ќе бидат клучни приоритети на новата влада. Таа најави дека Србија ќе продолжи да соработува со НАТО во рамки на програмата Партнерство за мир и дека ќе води политика на одржување на најдобри можни односи со Русија и со ЕУ. Едно лице е уапсено во предградие на Париз откако се обидел со својот џип да удри толпа пред џамија. За среќа не успел да ги помине бариерите за заштита на џамијата и никој не е повреден. Возачот почнал да бега, но брзо бил уапсен од безбедносните сили во неговиот дом. Мотивите на осумничениот не се јасни, но весникот Паризиен известува дека е од еремско потекло и дека сакал да се одмазди за исламскиот напад во Париз, изведен од приврзаници на Исламска држава. Според обвинителството не изгледало како да действува под влијание на дрога или алкохол. Франција е во вонредна состојба од нападите во главниот град во ноември 2015 година, меѓу кои и тој на Батаклан во кој загина 130 луѓе. Последниот беше во април кога вооружен напаѓач застрела полицаец на Шанзелизе пред да биде и самиот неутрализиран од силите на редот. Европа беше цел на повеќе терористички напади изминатата година, повеќето извршени од припадници и симпатизери на Исламска држава, од кои најкрвавиот беше на 14 јули, прославата на денот на Бастилја во Ница, кога напаѓач се втурна со камион во толпата која го гледаше огнометот, при што загина 86 луѓе. Последниот работен ден од оваа недела и од овој месец го минуваме со високи температури, каде на одредени места надмина и над 40 степен. Во источните делови умерена облачност и услови за краткотраен дожд, проследен со умерен југозападен ветер, кој повремено и ќе се засилува, особено на запад. Според метеоролозите, денес и утре најдобро е оние што може да бидат на некој од нашите туристички центри. Оние кои што денеска биле во Охрид имаа можност да ја видат најголемата бајкерска група од Русија. Сторијата за нокните волци ја имаме од нашите колеги од регионалната О2 телевизија. Најголемата бајкерска група од Русија, Нокни волци, која помеѓу останатото е позната и по пријателството со рускиот претседател Владимир Путин во рамки на својата турнеја под името Словенски свет 2017, денеска ја посети Македонија. Како што истакна Евгений Строгов, патешествието долго 3500 километри не е посветено на Господ, туку се препознава по самите дела. Символ на нашиот проект се светите Кирил и Методиј, кои самиот проект е зачнат во Словачка, а сите знаеме дека самата писменост се почнато од Охрид, така да и за таа цел символ нашето патување се и проектот се светите Кирил и Методиј. Главни цели на турнејата се јакнење на единството на словенечкиот народ, популаризација на словенечката култура и промоција на христијанските и човечки вредности на словенскиот свет. Со самата цел на реализирање на овој проект сакаме да се потсетиме на нашите корени, национални, историски, духовни и културни врски кои не обединуваат низ цел свет. Во цел овој проект наидовме на огромна поддршка, поготово и од луѓе кои во почетокот беа скептици, меѓутоа кога видеа каков замав зема во последните 10 години овој проект, значи веќе секоја година имаме се поголема и поголема организација и се повеќе луѓе кои сакат и да се приклучат активно и имаме луѓе кои помагаат
околу реализација на овој проект. Турнејата започна на 26 јуни, а низиното завршување се планира на 9 јули. Трасата на Словенски свет 2017 поминува низ Русија, Белорусија, Полска, Чешка, Словачка, Словенија, Србија, Хрватска, Република Српска, Црнагора, Бугарија и Македонија. Почитувани гледачи, ова беше и последната информација подготвена од информативната редакција на К1 телевизија. Уживете во остатокот од денот и следете ги препораките на лекарите. И утре не очекува топол ден и високи дневни температури. Пријатно!